Граѓаните со кои разговаравме мислат дека многу мал дел од медиумите се слободни и независни, но сепак тие сметат дека има одредено подобрување во последните 3 години. Локалното информирање, тука би го вброила и регионалното, е особено важно за граѓаните. Меѓутоа полека го напуштаат бидејќи медиумите се помалку нудат. Се помалку имаат услови за работа, а новинарите си заминуваат од медиумите и ја посветуваат својата кариера на некоја друга. Поради тоа, неопходни се измени и во начинот на финансирање пред се, како и во делот кој што би се однесувал на условите кои што ги имаат новинарите за работа. Медиумите во мал број се присутни во руралните средини, односно недостатокот на регионална телевизија уште повеќе го намалува протокот на информации на населението во руралните средини за тоа што значи Европската унија, што значи поглавје 23. Долго време информирањето беше една од најважните области за реформирање, нотирани во извештаите на Европската унија. Последните 2 години го нема како такво, меѓутоа неопходни се реформи. Реформите би се насочиле пред се кон локалното и регионалното информирање, со обезбедување на подобри услови и подобро законодавство, каде што ќе се овозможи локалните и регионалните медиуми да го најдат своето место. Граѓаните треба да прават свој притисок за институциите да им ги решаваат проблемите. Медиумите се тие кои ќе го пренесат овој притисок и ќе го истакнат како проблем кој што треба да се решава. Тоа е она заедничко што треба да го направат граѓаните, медиумите и институциите на патот кон Европската унија. Следејќи ги новите културни текови, го избравме медиумот на ГИФ-от како еден доста потентен, креативен, нов дигитален медиум, кој што нуди огромни можности за експериментирање во однос на креативноста и комуникацијата со публиката. Дел од ГИФ-овите играат со разни референци на европската култура и историја, дел од нив се базираат на значајни европски уметнички дела кои што и самите представуваат коментар на Европа и со нивната трансформација во ГИФ медиумот им се додава дополнителен слој на актуелност. Се осврнавме на европската историја, на европската култура, меѓутоа ги имавме предвид и тековните дискусии, критички се осврнавме на нив, како и добрите практики кои што може да се применат во процесот на пристапување на нашата земја кон Европската унија.